Добре дојдовте прва моја група или пак сите вие кои ја одбравте ова убава пирамида со овој убав Буда кој што носи енергетска вредност, вредност која што ја исцелува цела чакрена енергија, енергија која што дава енергија, енергија која што буди и емотивност, и зрелост, една уникатна енергија која што плови кроз енергија минато, енергија минат живот, која што буди емоции, страсти, љубов и издигнува на повисоко енергетско ниво. Ајде да видиме која е вашата реинкарнација и како ќе се одвива, за што служи вашата реинкарнација, што сте биле во прошлиот живот и што носите во сегашниот живот, каде треба да обрнете внимание и зошто токму некои работи ви се повторуваат во сегашниот живот. Ајде да видиме прва моја група за што поконкретно се работи во вашата енергија на реинкарнација. Да видиме што сте биле во прошлиот живот, а што сте сега и каде треба да обрнете внимание. Вие, прва моја група, сте биле во реинкарнација во прошлиот живот, мајчина фигура која што била исполнета, сакала да удоволи на своите деца, да биде во здрава енергија, сте се заветувале во здравјето, во вашето здравствено енергетско ниво, сте се заветувале во енергија здравје на вашите деца, сте биле пожртвовани, сте ги искривале вашите емоции и сте се давале буквално како приврзана мајчина енергија која што имала очи на сите страни, енергија која што ги закревувала своите најмили, енергија која што исцелувала, давала завет за исцелување во сегментен живот. Може би и сте се повлекувале, сте се молеле на универзумот или пак на Бога за да вашето здравје и вашата стрекна породица или пак семејство биде здраво и сите на број да бидат живи и здрави. Но што се случува? Во некој дел, сегментен дел, едно од вашите деца кои што сте ги добиле набрзо било изгубено и е во енергија на ангели. Ангели кои што долго време сте се мачеле да го исцелите тој енергетски дел, а тоа е вашето здравје. Енергија каде што и сте биле очајни поради губиток на едно ваше дете кое што е невино,
а тоа е во енергија на ангел. Од тогаш вие почнувате и сте се заветле да влезете во енергија, да верувате во ангели, затоа што секој ангел ве потсетува на вашето изгубено бебе или пак вашата изгубена емоција кон едно од вашите деца. Може би сте биле мајка на повеќе деца, може би сте биле мајка на 3-4 деца, па едното поради болест било заминато, било во енергија да се справи со здравствена енергија, каде што вие сте се заветле, значи сте влегле во еден огромен завет дека ќе исцелите се она што е во ваша надлежност, да вашето семејство биде со здрав корен, енергија каде што и универзумот и ангелите ве навраќаат повторно на иста резина која што води во исцелување. Мајка, мајчина енергија која што за некој од вас ќе значи дека и сте се труделе да добиете дете, со тоа што сте морале здравствено да исцелите некоја енергија и токму сте го добиле ова дете по пат на верување, завет во верување на универзумот и одење кон прав пат со светлина во вас, да универзумот и ангелите ви подарат семејство како што и добивате во реинкарнација. Сегашната ваша енергија се проклопува со тоа што вие го транзитирате вашиот сегмент на здравје, енергија каде што во сегашниот живот сте исто така зафатени со здравје, може би некој од вас е и доктор во медицината, значи е упливен во медицината и е ветен дека ќе работи за здравјето на сограѓаните и на неговото семејство. Сегашниот живот вие го транзитирате со тоа што од реинкарнација преку транзиција вие во сегашниот живот сте еден лекар или пак имате работа со здравство, може би сте и апотекар или пак имате некој дел со здравство кој што е поврзан, но вие сте ветени од прошлиот живот дека тоа ќе го направите. Сте премногу внесени во здравјето, во самото ваше здравје, во вашата работа здравствена и во вашето здравствено енергетски код, каде што и доаѓате до енергија да здравјето на вашето семејство е на прво место, а потоа здравјето на вас сами и на работниците околу вас, доколку се работи за здравје кое што ќе треба да се доживее во сегашниот живот, додека сте тука на оваа планета сега, тоа значи дека се грижите за здравјето на деца, може би сте и од сферата на медицината, каде што се грижи за здравје на дечиња кои што се новороденчиња, а сето тоа го правите под завет на ангелите, бидејќи во реинкарнацијата сте биле во енергија родител кој што се грижел за здравјето, а во сегашниот живот некои од вас ќе се пронедат и ќе стават, ќе земат една енергија дека се и здравствени работници и дека се грижат за своето здравје. Но пред се здравјето на вашата фамилија
и здравјето на овие новороденчиња кои што ви ги носат ангелите во прави раце и на право место. Она што треба да го завршите во сегашниот живот, за да би оваа загуба или пак енергија на завет се заврши од реинкарнацијата, од прошлиот живот, е да превземете акција на самосвесна контрола, да исцелите внатрешната душевна енергија, каде што ангелите ве повикуваат да, ако сакате да прифатите или пак да бидете во енергија мајка, да бидете во енергија здрава мајка и да имате здрав потенцијал за едно подкревање во енергетското ниво, само треба да поработите на вашите чакрени енергии, каде што и сексуалната енергија е вклучена во оваа енергија. За некој од вас ќе значи дека токму ќе работите и токму од оваа порака ќе почнете да работите на вашето енергетско здравство. Енергија здравје, каде што првата чакра и втората се најдопирни и најзастапени, како би добиле една енергија која што ќе биде во ваша надлежност и контрола, енергија каде што и ќе се остварите како родител, доколку и не сте остварени до сега во овој земен свет, а се трудите и премногу за да го добиете посакуваниот момент. Енергија каде што во реинкарнација сте ветени на универзумот и ангелите дека вашето здравје и здравјето на децата и вашата фамилија ќе бидат во најдобар ред и дека ќе работите со термин здравје, здравствена енергија, каде што превзема и психофизичко здравје, енергија каде што ќе треба да поработите и на вашата здравствена енергија и на вашата душевна енергија која што треба да исцели, енергија каде што ќе треба да се поклопат вашите емотивни и здравствени, продуктивни енергии во сегашност, во сегашно време. Минатото како транзиција, како една транзиционална енергија, реинкарнација, вие сте во сегашниот живот реинкарнирани во здравствен работник кој има допирни точки со новороденчиња, помага на новороденчиња и е во енергија да исцели сам себе, да се исцели како енергетско ниво здравје, здравствено здравје и физичко, ментално и на секаков можен начин здравје, за да би добиле она што и во некои делови го доживувате како една препирка која што генерира од прошлиот живот да имате наплив на енергии или пак дежавуа, каде што ви се јавуваат или преку сонови, или преку јавена настани кои што ви се случувале во реинкарнацијата во прошлиот живот, но сега во овој живот точно картите ви советуваат дека треба да обрнете внимание на вашето здравје и токму на првата и втората репродуктивна чакра која што ќе биде во наплив енергија каде што ќе треба да се дадете како родител или како енергетски дел, момент да запазите да сето тоа биде во баланс на енергија. Енергија
срекна промена, ви стигнува стрекна промена, затоа што токму го дознавате моментот што сте биле во прошлиот живот или пак во вашата реинкарнација. Токму така, под висока енергија, висока мокна енергија, вие влегувате во еден ваш сегментен дел каде што се среќаваат минатиот живот и сегашниот живот, овоземен живот, се стретнуваат на една резина, а тоа е вашето здравје. За некој од вас ќе значи дека токму и од мали нозе во вашиот сегментен сегашен живот, при реинкарнација сте обележани и сте дале завет дека ќе се родите како огромен лечник или пак професор кој дава енергија, здравје, здравствени енергии. Ќе влезете во енергија да размислите, затоа што тарот картите и тоа посакуваат енергија. Размислување во највисока мокност, висока мокна енергија и енергија која што ќе превземе срекна промена. Промена на енергетско ниво во вашиот сегментен и сегашен живот. А вие сте биле толку енергетска мајка која што се грижала буквално во реинкарнација за вашето здравствено енергетско ниво и енергија да се запази здравјето на вашата фамилија. Енергија каде што и учела за здравје и здрави вредности во вашиот сегментен живот, но тоа е више во прошлиот живот. Во сегашниот живот е едно ветување кое што ви вели замислете, ставете се во мисла, бидејќи дежавуата ви се многу појаки и последователни, каде што ќе превземете акција да се запознаете себе си и да знаете што сте биле и зашто сте сега во овој земен живот. Енергија каде што ќе сте успешни и ќе оставите на парче хартија нешто што ќе биде и во наредната реинкарнација за вас, кој што ќе превземе енергија здравје, здравствена енергија, енергија здравје на душевен план и на физички план за вас, прва моја група. Енергија каде што ќе треба и да заминете од реинкарнациониот дел и да се усредоточите на сегашниот момент, каде што и проблемот после ова видео го пронаоѓате во здравјето и здравствените моменти за вас и вашата фамилија, но и за вашето успешно работење во вашата кариера. Ангелите ве чуваат и ви го чуваат вашето здравје, затоа што вие сте се заветле, сте дале завет на универзумот во вашиот прошол живот, во вашиот изминат живот, каде што во сегашниот живот треба да го напуштите реинкарнациониот момент и да влезете во сегашниот живот, како би наредниот живот биле во најдобро светло, а тоа ќе биде енергија универзум и енергија на здравје од универзумот. А јас на вас ви посакувам да овој живот и наредниот го поминете во добро здравје и добро сеќавање за вас сами и вашата енергетика. Прва моја група. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!